Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Добро утро, почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија и овој понеделник со мене во емисијата е доктор Александар Митов, магистер по здравствена екологија и влијание на животната средина врз здравјето. Доктор Митов, добро утро и ви благодарам што и ова емисија на здравје за здрава храна ќе поделите корисни совети до нашите слушатели. Минатите емисии зборувавме за правилната исхрана и колку е големо влијанието на храната врз севкупното здравје. Во оваа емисија се одлучивме како конкретна тема да биде поврзаноста на храната со менталното здравје. Односно храната со заболувањата на нервниот систем. Да започнеме со болеста за која се предвидува дека наскоро ќе биде број 1 заболување во западните земји по бројот на зафатени луѓе, односно заболени лица, тоа е депресијата. Чинам и кај нас драстично се зголемува бројот на лица со депресија. И дали може исхраната да биде бенефит и да помогне во третманот на депресијата, односно дали со конкретна храна можеме малку да излеземе од тоа црнило, односно од таа депресија? Ние постојано зборуваме на тема нели исхрана и здравјето и мислам дека станува јасно барем за слушателите кои што малку поредовно не следат дека ефектите кои што ги има храната врз човековото здравје се огромни. Не треба нели ниту да ја подценуваме, ниту да ја преценуваме храната, меѓутоа фактите, научните факти се повеќе и повеќе зборуваат дека храната и здравјето се многу блиску поврзани. И дека тоа е една чисто медицинска тема, за жал порано храната не беше третирана на таков начин од медицината и од лекарите, беше препуштена на лица со полуобразование или несоодветно образование. И секој си дозволуваше да дава коментари за исхраната. Меѓутоа, кога е прашање човековото здравје, дефинитивно тоа е област која што е гранка на медицината и тоа треба да го зборуваат стручни лица. Така и менталното здравје е поврзано со исхраната дефинитивно и исто така се разбира во склоп на една нормална терапија. Треба да биде и адаптирањето на исхраната кон таа состојба. Сега ја спомнавте депресијата како најчестата од тој тип на заболување и многу набрзо се смета дека воопшто најчестото заболување ќе биде барем во западниот свет. Точно дека и кај нас зема салет, се разбира. Причините може генерално да ги поделиме на биохемиски или биолошки и психолошки. Психолошките причини се разбира нема да ги третираме денеска, не е тоа тема на нашата емисија, меѓутоа биолошките причини да. И многу е едноставна логиката која што вели дека може би се потребни одредени материи на нашиот мозок кои што му треба да функционира правилно. И доколку тие не бидат внесени воопшто или доволно, или се претера со некои други, тогаш може да дојде до нарушување на тие прецизни биохемиски механизми кои што владеат во нашиот мозок и како последица на тоа, една од последиците да биде и депресија. Само накратко би кажал дека за жал сериозноста на оваа јавноздравствена закана расте. Ако сите 10 главни причинители за смрт во западниот свет одат надолу по бројна, по фреквенција, една причина оди нагоре, предизвикувач на смрт, а тоа е самоубиствата. И тие директно се поврзани за жал со депресијата. Така да сваќаме дека тука станува збор за нешто кое што можеби што туку зема замав. Причините кои што се поврзувани со здравјето се повеќе теории постојат. Меѓутоа, еве да се повикаме на конкретни научни студии. Конкретно станува збор за една огромна студија направена во Канада, од тука би почнал, кога
е проверувано на кој начин исхраната генерално влијае врз огромна популација, 300.000 луѓе се голема популација, и е барана врска, или медицински ние велиме корелација, помеѓу што јадат и кои болести ги имаат. И е поставено прашањето кај тие луѓе во конкретнава студија, дали депресија, психолошки нарушувања, форми на анксиозност, дали таквите нарушувања може да бидат поврзани со исхраната. И била најдена врска која што вели дека колку помалку пациентот внесува овошје и зеленчук, толку повеќе расте веројатноста за некои од овие нарушувања. Теоријата која што треба да го објасни ова поврзување, оваа врска вели дека нели се случува со самата исхрана, со секојдневното функционирање, се ослободуваат слободни радикали во нашиот организам. Во цело тело, па и во мозокот, сме го дискутирале тоа. И ефектот од тие слободни радикали во мозокот е таков да меѓу другите заболувања, едно кое што може да го предизвикаат е и депресија. Храната богата со овошје и зеленчук што прави? Ги неутрализира. Овие несакани слободни радикали ги неутрализира и затоа можеби тоа е една од теориите која што го поврзува тоа антиоксидативно дејство на овошјето и зеленчукот со поретката појава на депресија кај пациентите. Сега тоа е одено, оваа студија е правена врз основа, нели сме зборувале на епидемиолошки анализи. Луѓето биле прашани што јаделе и биле прашани да ја кажат сопствената перцепција за тоа дали биле депресивни. Но се разбира, има и други студии. Например, проверувано е конкретно кое е нивото на каротеноидите во крвта. Така. Значи сега веќе зумираме, да речеме, одиме подлабоко да видиме дали има поврзаност. И тука, и во оваа студија, која што исто така е голема по број на пациенти, колку е повисока концентрацијата на каротеноидите во крвта, толку помала е веројатноста да има депресија кај тие пациенти. Главен од каротеноидите би го спомнал ликопенот, кој што е присутен најмногу во доматите, така да тоа би го нарекол македонскиот каротеноид. И тоа е проверувано. Значи, трета студија еве поред која што ја спомнувам, тие пациенти кои што најмногу консумирале домати и кои што најмногу консумирале ликопен во било која форма, но најмногу во форма на домати е проверувано во оваа студија, дури се преполовувала веројатноста, односно ризикот од развој на депресија кај тие луѓе. Така да гледаме дека постои една голема рамка, но таа голема рамка која што ја поврзува исхраната и депресијата, главно се фокусира на овошјето и зеленчукот или уште попрецизно на каротеноидите, на ликопенот, или за да бидеме конкретни, за да име поблиско на слушателите, доматите. Значи, колку повеќе се внесуваат. Доматите, бидејќи ги има кај нас традиционален зеленчук, ги има на секоја трпеза, посебно сега почнува сезоната каде што се и релативно со пониски цени, значи освен доматите, има ли некој друг продукт или друг вид на овошје или зеленчук кои би можеле да се издвојат за кои има докази, исто како за доматите, дека помагаат во третманот на депресијата? Втората група, да речеме поголема, оваа беше фокусирана на ликопенот и општо на каротеноидите. Меѓутоа, втората поголема група е таа која што се однесува на така наречениот зелен лиснат зеленчук. Значи, спанак од пред се. Спанак, зелка. Значи, тие, меѓутоа, кои што имаат колку што е можно повеќе темна зелена боја. Така. Значи, таа е таа групација. Доколку кај доматите беше ликопенот, тој кој што е позитивен, тука се смета дека фолната киселина е таа која што придонесува за подобро расположение. Така да, тоа се, да речеме, тие две големи групи на храна која што човек и самата депресија, како и секој друго заболување, можете да ја гледате како еден спектар. Почнува од поблаги форми
и се разбира оди до така наречени мајорни клинички форми, каде што апсолутно, дефинитивно треба човек да се јави на психијатар. Да, последниот стадиум е самоубиство, за жал. И се разбира, не сакаме да дојде до тоа, колку што е можно повеќе. Но ние зборуваме сега кога човек, ако ги чувствува овие првичните моменти, така да може да си помогне себе си доколку ја зголеми тој вид на исхрана за кој што зборуваме со овош и со зеленчук, со спанаќ и со домати, но се разбира секое посериозно нарушување доколку го осети човек кај себе си, мојот совет дефинитивно е да се јави кај соодветен лекар. Така да исхраната е првата линија на терапија, како што сме зборувале за сите болести. Најнапред да се подобри исхраната. Так. Но се разбира, апсолутно не проповедаме запоставување на конвенционалната медицина. Така, ова се научни докази, медицина базирана на докази, значи конкретно за депресијата јадете домати и зеленкасти производи, спанаќ, зелка, блитва и така натаму. Ќе продолжиме со конкретни научни студии, со конкретни совети по рекламите на тема ментално здравје поврзано со исхраната. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а со мене во емисијата Здравје, здрава храна, здрав начин на живот е доктор Александар Митов, магистер по здравствена екологија и влијание на животната средина врз здравјето. Со доктор Митов во денешното издание на Здравје зборуваме за храната и менталното здравје, односно дали храната може да влијае на подобрување на менталното здравје, по-конкретно со кои продукти, односно производи овош и зеленчук може да се подобри третманот против депресијата, односно да се стабилизира ова заболување кое зема се поголем замав во западноевропските земји, но и кај нас. Доктор Митов, вие ги споменавте доматите, ги споменавте и зеленкастите растенија како што се зелка, блитва, спанаќ, штавелј и така натаму. Но дали има и други производи кои може драстично или барем за нијанса да ја подобрат состојбата со депресија? Следниот производ кој што би го спомнал, за мене е многу интересен од аспект дека секогаш кога ќе налетам на вакви студии кои што прават компарација на природна субстанција наспроти лек и кога ќе видиме дека ефектот е речиси ист или потполно ист, или дури доминантно е дејството на тоа што е така наречената природна субстанција. Секогаш тие студии со особен интерес ги наблюдувам, бидејќи покажуваат дека ја разбиваат таа наша илузија дека таблетата е посилна од се, дека е многу силно, дека друга која човек ќе се напие апче, нели, дека има некој психолошки ефект врз нас. Меѓутоа, еве, следнава студија која што ќе ја спомнам кажува дека не е така, барем конкретно за ова. Шафран, знаеме што е, тоа е нели еден од најпознатите зачини на светот. Студијата правела следно испитување. Значи, лекарите поставиле две групи. На едните пациенти им давале шафран во капсули, а на другите прозак или флуоксетин. Значи, тоа е едно од вообичаените средства за лекување на депресија. Се разбира, капсулите биле идентични, така да пациентите не знаеле дали примаат флуоксетин или примаат шафран. Студијата, значи, станува збор за тие така наречени двојно слепи студии, рандомизирани, каде што навистина робустно или цврсто се докажува тоа кое што го испитуваме. За само една недела имало веднаш значаен пат на симптомите на депресија и кај двете групи, и кои што во следните 6 недели се задржале. Меѓутоа, и што се докажало на крајот? На крајот се докажало дека во конкретната студија, земањето шафран и земањето флуоксетин има
идентичен ефект врз здравието, односно ги подобрува подеднакво симптомите од депресија. Но има една многу важна разлика. Кај 20% од пациентите кои што земале флуоксетин, имале странични ефекти или несакани ефекти, односно сексуална дисфункција. Тоа се разбира, а тоа кај шафранот го немало. Така да, малку се правени ваков тип на студии, но колку повеќе се прават, толку повеќе се докажува тоа кое што го кажав на почетокот, дека природните субстанции, еве конкретно еден зачин, и тоа како може да придонесуваат во лекувањето на болестите. Втор конкретен субстанција, да речеме, втора конкретна субстанција која што би ја спомнал е аминокиселината триптофан, која што се смета дека е главен прекурсор или претходник на серотонинот во мозокот, а тој е важен за одржување на така нареченото добро расположение, нели, нивоата на серотонин во мозок. И најдено е дека кога се внесуваат материи кои што имаат повеќе триптофан во себе, исто така придонесуваат позитивно за подобрување на расположението кај тие пациенти. Или да бидеме конкретни, сусам, сончогледово семе и ленено семе. Да, ленено семе и тиква, семки од тиква. Так. Значи сите овие се материи кои што имаат во себе многу триптофан. Значи доволно е кога сме депресивни, онака што би се рекло, да погрицкаме малку, и да погрицкаме. Се разбира, видите, тоа сето тоа помага. На крајот на криштата можеби ќе дојде човек сепак до потреба да треба официјално да се лекува, но зошто да не проба да си помогне себе си претходно? Потоа храна богата со Б витамини, храна богата со омега-3, како што го спомнавме, лененото семе, физичка активност, сончева светлина, црно чоколадо. Сите тие продукти и услови кои што ги спомнав и тоа како придонесуваат за разведрување на личноста, за повишување на серотонинот во мозокот и на тој начин подобрување на здравието. Се разбериме и многу посилни природни материи за кои што еве не стасавме да зборуваме. Така, бидејќи сме на самиот крај на емисијата, се надевам дека само би го спомнал, например, можеби еве кантарионот, кој што тој веќе е природен лек. Значи, во која форма е кога го споменавте кантарионот? Како екстракт најчесто се дава, иако и како чај ако се зема, но треба тука да не ја отвараме темата во детали, бидејќи мора да се пази веќе со него. Тој може да има така наречени интеракции со лековите, бидејќи е навистина силен. Значи навистина кантарионот и тоа како силно делува кај депресијата, но за тоа во некоја наредна прилика доволно е сега домати семки, бидејќи се најдостапни поблагите форми, за кај поблагите форми. Но за да си го подобриме расположението, односно не дај Боже доколку некој од нашите слушатели пати од депресија, може да проба слободно со овие совети. И да ја пренесеме пораката до слушателите, ова се комплексни теми, треба добро советување за некој да превземе конкретен чекор, нели? Целта на емисијата е да биде едукативна, не да дава терапија. И да знаат луѓето дека и самата исхрана може да влијае на подобрување на симптомите на депресија. Крајниот збор го има нивниот лекар. Апсолутно. Ние само препорачуваме како дополнително да се подобри здравието со нашите совети. По-конкретно со вашите информации и со вашите научни студии кои ги презентирате во емисијата. Ви благодарам за одвоеното време и за корисните информации кои денеска ги споделивте со слушателите на Здравие, здрава храна на Радио Слободна Македонија. Ви благодарам вам. Почитувани, тука и крајот на денешното издание на емисијата Здравие, здрава храна во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев. Техничка реализација Никола Давчев. Денеска сме понеделник, 30 мај 2016 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со Здравие во петок во 9 часот и 5 минути. Од мене до слушање, имајте убав ден. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравие на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравие на Радио Слободна Македонија.